Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе продолжам да говорам за функцијата на протеините. На крајот од претходното видео само ги набројав најразличните функции кои може да ги имаат протеините, додека во ова видео ќе ги разгледаме во повеќе детали и со конкретни примери. Првата функција, односно улога која ќе ја разгледаме е структурната. Најчести структурни протеини се колагенот и кератинот. Постојат и други, но вие се најчести. Колагенот учествува во градба на тетивите, коските, забите, кожата, рскавиците, крвните садови и многу други ткива. И во однос на маса на вкупни протеини завзема 1/4. Значи 25% од масата на сите протеини отпаѓа на колаген. Така што ако имаш 40 килограми, не знам, протеин, 10 килограми е само колаген. Сега не постои еден вид на колаген, постојат 27, околу 27 типови на колаген. Ние нема да ги разгледуваме сите тие, едноставно ќе разгледаме општата структура на колагенот. А таа е следнава. Колагенот е всушност изграден од повеќе полипептидни синџири, така, значи ланци од аминокиселини кои се испреплетени околу себе. Налик на јаже, така. Ако имаш едно тенко јаже не е толку силно, но ако неколку тенки јажиња ги испреплетеш околу себе, добиваш едно јаже кое е многу посилно него поединечната сила на секое јаже индивидуално. Епа на тој принцип една молекула, односно еден синџир од аминокиселини не е толку силен, но кога ќе испреплетеш неколку во облик така како хеликс, добиваш нешто што може да биде многу силно, многу цврсто. Во ред. Сега кога се создава колагенот во ткивата, значи првично во јадрото имаме ДНА, се прави транскриптот ДНА, тој иде, стигна до рибозомите и сега се врши транслација и се прави протеинот. Ќе се добиваат повеќе полипептиди, повеќе синџири од аминокиселини и тие влегуваат понатаму внатре во ендоплазматичниот ретикулум. Значи ова се случува на грануларниот ендоплазматичен ретикулум. Сега внатре од нив се отстранува една сигнална секвенца и тие се испреплетуваат околу себе. Сега колагенот како таков моментално се нарекува проколаген. Во ред. И тој се препраќа до Голџиевиот апарат, каде што во Голџиевиот систем се случуваат некои работи, па тој преку везикула се упатува до мембраната клетка, каде што ќе се фузира и преку екзоцитоза ќе искочи надвор од клетката. И сега овој проколаген се наоѓа во екстрацелуларниот матрикс, односно просторот помеѓу клетките. Во ред. Сега во просторот помеѓу клетките се наоѓа и еден ензим, кој е всушност протеин, кој се нарекува проколаген пептидаза. И овој ги отстранува краевите од проколагенот, така ин и С краевите, и сега се добива тропоколаген, кој е еден вид финалниот колаген кој се наоѓа измеѓу клетките и дава структурна поддршка. Во ред, овдека го имаме релативно истото, првично имаме проколаген кој нели беше од ендоплазматичниот ретикулум, па тој нели се препраќаше до Голџи, па од Голџи надвор во екстрацелуларниот матрикс, каде што под дејство на проколаген пептидаза се отстранува краевите и сега се добива тропоколаген. И се прават повеќе вакви фибрили од тропоколаген, мислам идат заедно и тие пак се испреплетуваат и се прават колагенски фибрили кои даваат уште поголема цврстина. Иначе аминокиселинска секвенца, општата аминокиселинска секвенца на колагенот е следнава. Имаш глицин, имаш XY, па имаш пак глицин, XY, глицин, XY и така натаму. Каде што X е пролин или хидроксипролин, така ако имаш повеќе витамин С ќе биде хидроксипролин, ако ка Y додека е пак лизин или хидроксилизин. Океј, тоа е генерално за колаген. Нареден е кератин. Кератинот учествува во градба на различни творби на кожата и можеме да го поделиме на алфа кератин, кој содржи повеќе алфа хеликси, и бета кератин кој содржи повеќе бета плочи. Алфа хеликси, односно алфа кератин, сретнуваме во градба на косата, ноктите, рогови кај на различни животни, канџи, копита и слично. И нема некоја повторувачка аминокиселинска секвенца како што имавме кај колагенот, но има некоја си секвенца од околу 7 аминокиселини, каде што, например, тие под А се или поларни, под Б е неполарна некоја аминокиселина, под С е, не знам, хидрофобна и така натаму и така натаму. Нема стриктно која аминокиселина, него да речеме под А има таа група на аминокиселини, под Б таа група на аминокиселини и така натаму и така натаму. И во тој смисол има повторувачка секвенца, но не баш толку стрикна како таа кај колагенот.
И интересно е дека рогот на носорогот е изграден всушност од кератин. Така и другите рогови се од кератин, но бидејќи се многу цврсти, така роговите се многу цврсти, имаат многу всушност цистеин. Значи имаат многу таа аминокиселина, а цистеинот знаеме дека е тиоаминокиселина, односно содржи сулфур. Ако има многу сулфур, почнува да се градат дисулфидни мостови кои дават цврстина на протеинот. Океј? Нели спомнав пред некое видео дека ензимите во термофилните бактерии имаат многу повеќе цистеин, односно имаат многу повеќе дисулфидни мостови, поради тоа не денатурираат и при високи температури. Значи многу цистеин дава дисулфидни мостови, дава голема цврстина и затоа роговите имаат голема цврстина. Други кератински протеини се бета-кератините, каде што има повеќе бета-плочи, може да има алфа-хеликси, но генерално нема многу. Ева кои се лушпите, оклопите, клоновите, пердувите, свилата кај пајакот и слично. Че гледате колку најразлични работи може да се образуваат од користејќи протеини. Друга функција која имаат протеините е регулација. Генерално на ниво на хормони, односно хормонска регулација, сега хормоните не се сите протеини, имаш и стероидни, односно липидни хормони, но дел од хормоните се протеини, така. Пример за пептиден хормон е инсулин. Сите сме слушнале, инсулинот е потребен за контролирање на шекерот во крвта, се длачи од бета-клетките во Лангерхансовите островчиња од панкреасот и е всушност пептиден хормон кој е составен од два синџира, мислам почнува како еден, али после станува два, кои се држат со дисулфидни мостови. И генерално пептидните хормони функционираат на следниот начин. Хормонот, односно пептидниот хормон, се поврзува со некој рецептор кој исто така е протеин и преку секундарен месенџер, најчесто цикличен АМП, и понатаму имаме активација преку други протеини и така натаму. И така натаму и стигаме до транскриптивски фактори кои што менуваат експресија на одредени гени и се добива соодветен одговор. Океј, тоа е генералната идеја, не мора да биде баш вака, но колку да имате некои предзнаења. Ред, значи протеините имаат и таква функција. Друго нешто што е битно е меѓуклеточно препознавање. И ова е многу битно на ниво на имуниот систем. Односно, клетките од имуниот систем треба успешно да комуницираат помеѓу себе, но исто така да комуницираат и со клетките кои не се дел од имуниот систем. Еве еден пример помеѓу дендридична клетка, која е всушност антиген презентирачка клетка, како комуницира со една Т клетка која е дел од имуните клетки и е поточно лимфоцит. Значи гледаме дека они всушност комуницираат преку поврзување на најразлични протеини на нивната површина. Така, значи не комуницираат преку викање, еј што правиш, како што се случува таму, него има одредени протеини кои ако се поврзат праќаат стимулаторен сигнал за клетка да прави дадено нешто или пак праќаат инхибиторен сигнал за клетката да не прави некое си дадено нешто. Некое дадено действие. Така, значи ако има стимулаторен сигнал на пример од ова и ова, во тој случај Т клеткава ќе направи действие А. Ако има стимулаторен сигнал од, не знам да речеме, ова и ова, и еден инхибиторен сигнал од овде, во тој случај клетката ќе направи действие Б. И тоа е принципот на комуникација и препознавање. И ова е особено битно, например, за НК клетките. Има natural killer cell, кои исто така се дел од имуниот систем, кои што обожаваат да убиваат клетки, и они всушност постојано сакаат да убиваат клетки, генерално убиваат туморски клетки или вирусно инфицирани клетки, но за една клетка да не биде убиена, она постојано мора да ја вика на НК клетката у наводници: не ме убивај, ја не треба да бидам убиена. И праќа цело време инхибиторни сигнали. Немој да ме убиваш, немој да ме убиваш. А ако не може да испрати на инхибиторен сигнал, во тој случај НК клетката би ја убила. Океј? Значи, битно е многу меѓуклеточно препознавање, а тоа е посредувано од страна на протеини. Друга функција на протеините е заштита. Сигурно сте си исекле некогаш, но крвта не тече за секогаш, него коагулира. Така, се прави коагулум. Ова е потпомогнато со помош на протеини.
имаме фибриноген, станува фибрин, се прави мрежа, тука се заробуваат еритроцити, има некои други протеиди и непротеински фактори кои учествуваат во коагулација и затворање на раната. Океј, така што те заштитуваат од искрварување. Антителата кои ги спомнав веќе неколку пати се дел од имуни протеини создадени од страна на Б клетките на имуниот систем и ова се протеини кои едноставно се врзуваат со други работи. Најчесто се поврзуваат со други протеини, но не мора да значи. И се многу битни за организмот, имаат огромна функционалност, но за тоа многу повеќе ќе говориме во имунологија. Океј, али само да знаете дека се нарекуваат антитела и може да се поврзат со голем спектар на најразлични молекули. Овдека исто имаме, например, отрови од некои змии отровници, така? Отровот од змијата содржи протеини. Содржи некои непротеински компоненти, но содржи протеини кои има такво токсично дејство. Не мора да биде само отрови од змија, отрови од пајаци, така некои отровни жаби, инсекти, растенија и слично. Океј, значи имаат некои отрови кои што се базираат на протеини, така, значи протеински отрови. Друга функција е следнава. Протеините имаат каталитичка активност. Тие протеини кои имаат каталитичка активност, односно учествуваат во катализирање на реакции, се нарекуваат ензими. Сега, зошто ова е битно? Бидејќи постојат огромен број хемиски реакции кои генерално не се случуваат или пак е потребно милиони години за да се случат. Еден многу чест пример кој се дава е следниот. Дома во некој сад, на некоја полица, сигурно имаш шеќер. Така, шеќерот кој го имаш дома е всушност сахароза. Сахарозата е дисахарид, односно е составен всушност од глукоза и од фруктоза. Во ред, нашиот организам генерално користи глукоза, така што он се стреми сите шеќери ги направи до глукоза. Дури и фруктозата може да направи до глукоза. Океј, супер. Океј, сега, тој шеќер што ти е во садот, ако го оставиш милиарда години таму, дел од тој шеќер ќе премине во глукоза и фруктоза. Во ред, значи дел од сахарозата ќе се разгради до глукоза и фруктоза. Супер. Но, ако земеш лажичка, така и ја лапнеш и дедеш, твојот организам сигурно нема да чека милиарда години пред да ја добие глукозата која ја сака. Значи, мора тоа брзо да се направи, немаме милиарда години за чекање. Поради тоа, постојат протеини во организмот, кои што ги нарекуваме ензими, кои учествуваат во забрзување на дадени хемиски реакции. И оваа реакција од сахароза, да се стигне до глукоза плюс фруктоза, наместо да треба милиарда години за да се случи, ќе се случи за неколку минути. Или пак секунди, така што сме ја катализирале оваа реакција милиарда пати. Во ред, значи сега милиарда пати побрзо се случува. И најчесто ензимите забрзуваат енергетски поволни реакции, односно реакции кои би се случиле спонтано ако ги оставиш доволно долго време, но некогаш може да катализираат и енергетски неповолни користејќи АТП. Во ред? Океј. И без ускористување на овие ензими, едноставно не може да постои живот како што го знаеме, бидејќи за секоја од реакциите, скоро за сите реакции во организмот, потребни се ензими. Така, например, видиме тука и гледаме за преминеш од ова до ова, треба алдехид на дехидрогеназа. И треба алкохол дехидрогеназа. Тоа се ензими, односно протеини по структура. Фосфосерин трансаминаза, пируват дехидрогеназа, аланин трансаминаза, лактат дехидрогеназа и така натаму и така натаму. Значи гледате дека за секоја реакција, односно скоро секоја реакција во организмот се случи, потребно е присуство на специфичен ензим за таа хемиска реакција. Едноставно ништо од ова не може да биде ако не постојат ензимите. Во ред, значи ги треба милиони години за да се случи некоја хемиска реакција, па уште милион години за некоја друга, а тоа немаме такво време за чекање. Океј. Сега. Добро, знаеме дека ензимите се протеини по структура, знаете всушност дека е некој испреплетен аминокиселински синџир и генерално на секој ензим разликуваме неколку
локации. Сите ензими имаат нешто што се нарекува активен центар. Значи тоа е местото во ензимот каде што генерално се случува катализирањето на реакцијата, односно местото каде што се врзува супстратот и од каде што всушност ќе искочи продуктот на некој си начин. Иако ова е голема симплификација, тоа е генералната идеја. Постои алостеричен центар, не сите ензими го имаат ова. Тоа е место каде што може да се поврзуваат други молекули со цел да ја менуваат активноста на целиот ензим. Во ред. Голем дел од ензимите, за да функционираат, потребни им се коензими. Коензими најчесто се метални иони, значи магнезиум, калциум, цинк или пак витамини. Скоро и за тоа ни се потребни витамините. Витамините учествуваат како коензими во најразлични хемиски реакции. Дори претходно, кога спомнавме дека за витамин С, тој учествува како коензим за даден ензим, односно протеин, со цел да се добиеше хидроксипролин или хидроксилизин. Исто и овде. Од вакво проколаген, застигнавме до тропоколаген, потребен ни бидеше проколаген пептидаза ензимот, за да ги отстранеше N и C краевите. Вред, значи ензимите се потребни за се и ќе имаме цело поглавие, односно 25 видеа, каде што ќе говорам само за ензими. Така што ќе се запознаеме те со нив во големи детали. Генерално се делат на оксидоредуктази, лигази, лиази, трансферази, хидроксилази, изомерази и ги има во огромен број, како што видовме, скоро за секоја хемиска реакција во организмот и многу се битни во биотехнологијата и во многу индустрии. И ова не можам да го потенцирам доволно, бидејќи не сте свесни колку се битни ензимите и колку може да се постигне со изучување на истите. А ова е општо како функционираат. Така, значи го имаме активниот центар, доаѓаат некои молекули, се врзуваат таму, се случува катализа и потоа ќе се испуштат како продукт. Следна функција е таа на движење. Односно протеините овозможуваат движење. Сега не зборам за движење онакако целиот организам дека се движи, мислам. И тоа е дел, така мускулите се контрахираат, се релаксираат, контрахираат, релаксираат и ти можеш да се движиш. Тоа е овозможено од страна на активни миозин, кои исто така се протеини, но сега говорам за движење на молекуларно ниво. Односно, везикулите кои се наоѓаат во клетките треба да стигнат од одредено место до друго место. Така, со цел да стигнат до тоа место, тие треба да бидат најчесто транспортирани. Океј? И тоа е овозможено од следните молекули кинезин и динеин. Значи тоа се протеини кои што се прикачени на друг протеин, односно микротубула, која е изградена од помали протеини, исто така. И сега они се прикачени на друг протеин и се движат по тој протеин, користејќи АТП. А на едната страна прикачуваат везикула која треба да ја транспортираат. Во ред, ако изгледаме, ако ја видиме структурата, изгледа на следниот начин. Така, значи, ова е динеин, ова е кинезин, се прикачени на микротубулата и при тоа се движат по истата. И ова е, например, многу битно кај нервните клетки. Знаеме дека нервните клетки создаваат везикули кои што содржат невротрансмитери, кои треба да стигнат до местото каде што ќе биде синапсата, треба да патуваат низ аксонот, да се ослободат преку екзоцитоза во синаптичката празнина, каде што ќе се врзат понатаму се рецептори на редната клетка и така натаму и така натаму. Сега, за тоа се случи, везикулата со невротрансмитерот, така, треба да пристигне до таму. За да стигне, таа е всушност носена од страна на овие молекули, кинезин и динеин. И овие молекули се движат во различни правци, така што едната носи, другата враќа. Тоа е многу битно. И ќе говорам многу повеќе за ова кога ќе во видеото за клеточна биологија, но сега колку да имате општата идеја дека протеините имаат и оваа улога. И за ова може да си видите некој видео, може да биде баш интересно како кинезинот всушност се движи и носи везикули. Друга битна функција на протеините е градење на молекуларни мотори. Најчест пример за молекуларен мотор е флагелумот кај некои видови бактерии. И ова е една стварно неверојатна молекуларна машина која е составена од протеини. При тоа имаме протеини кои наликуваат на статор, имаме протеини кои наликуваат на ротор, аналогно нели на електромотор. При тоа движењето на флагелумот е овозможено поради протокот на протони.
протоните се движат од место каде што ги има повеќе кон место каде што ги има помалку, односно како што ги води градиентот. Сега некој ќе праша добро зашто не се користи АТП за движењето, бидејќи нели АТП се користи за енергија. Всушност се користи АТП за да протоните се донесат од место каде што ги има помалку кон место каде што ги има повеќе. Така, значи АТП се користи за протоните да идат спротивно градиентот и кога ќе отидат на местото каде што ги има повеќе, сега они пасивно се враќаат каде што ги има помалку и при тоа возможуваат движење. Значи се користи АТП али индиректно. Овие роторскиве протеини не се создадени за да користат АТП, него користат протокот на протони. Сега една работа што е интересна е дека кај различни бактерии кои содржат флагелум, различно е изграден, значи нема истата структура. Ги има истите основни елементи, но протеините кои го градат имаат различна аминокиселинска секвенца, односно 3D структура, односно терциерна структура. Као што гледаме овде, кај различни бактерии, така оваа бактерија, оваа и така натаму, протеините се обоени со соодветни бои, така например овој протеин е всушност овој протеин само кај друга бактерија. И гледаме дека имаат различна форма, но сепак ќе имаат основната структура, односно е задржана кај најразлични бактерии, а ова горе што го гледате е слика буквално на моторот со помош на електронски микроскоп. Дека горе повторуваме некоја слика која ни укажува на тоа колку всушност е комплицирано. Така ние го бележиме вака како само еден круг овој дел, но всушност ако зумираш ќе увидиш дека изградено од еден протеин, 2 протеина, 3 протеина, 4 и така натаму. Океј, кои сите имаат сложена структура. Дека ако идеме малце подоле, ќе увидите повторна шематизација на како се ова изгледа. Во ред. Друго нешто што, например, добро се спомне, дека протеините може да бидат користени како резервни протеини. Генерално ние не складираме резервни протеини, складираме резервна енергија во форма на масти, така, масно ткиво. Немаш резервни протеини. Единствени резервни протеините се мускулите, така. Но тие не се прават спонтано. Односно пасивно кога имаш вишок храна и телото си направи вишок мускули. Не иде баш така. Но најчесто резервни протеини сретнуваме во живиот свет кај семињата на растенијата, така. Значи имаат залихи на семото за да може да му тргне. Така што најчесто има некои шекери, масти, но има и протеини, најчесто во форма на ензими кои што се тука за да ги разградат шекерите. Океј. Други резервни протеини се овалбуминот во јајцето. Така. Сега друга функција на протеините е да тие може да бидат како адаптерни протеини и нема нешто многу да се задржиме, едноставно се протеини кои главно учествуваат во сигналните патишта и се протеини кои се прикачени главно на полипептидните синџири кои што се наоѓаат внатре во клетката. Например, имаш некој протеин кој е вметнат во мембраната и има синџир кој е внатре во цитоплазмата и на него се прикачени адаптерни протеини. Океј, потоа од овие адаптерни протеини почнува целата каскада на сигнализација. Тоа е се што треба да знаете. Нешто друго што сакав да спомнам е дека постојат и така наречени стрес протеини. Еден од тие стрес протеини се цитохромоксидазните 5450 протеини, кои што главно ги сретнуваме во хепарот, ги има, служат како за детоксификација, иако имаат и други функции, тоа е ептен симплификација, но сигурно ќе ги спомнете кога ќе говорите, например, за хепатоцити и слично, за ксенобиотици и така натаму. Друг стрес протеин се металотио протеини, кои што врзуваат некои тешки метали. Например, може да врзуваат жива, кадмиум и така натаму, олово и слично, но исто така врзуваат и некои метали кои не се како тешки метали, например, цинк може да врзат, кој што ни е потребен и слично. Океј, значи ова се протеини кои што главно се создаваат или постојат во клетка со цел заштита. Така при некои стресни ситуации, например труење со тешки метали, овие протеини ќе врзат дел од тешките метали. И ХСП, овие ги спомнавме пред неколку видеа, тоа се хитшок протеини кои едноставно најчесто спречуваат денатурација кога има топлотен стрес или пак овозможуваат правилно здиплување кога се создава протеинот, асемблираат повеќе протеини
кои имаат кватернарна структура или пак вметнуваат одредени протеини во мембраната, односно ги диплат пред да влезат во мембраната, а ги држат нездиплени се дори не стигнат до мембраната. Океј? Значи тоа говорев пред неколку видеа. И последна главна функција на која сакам да се задржам е транспорт. Значи протеините учествуваат во транспортот на најразлични молекули. Еден од најчестите транспортни протеини е всушност хемоглобинот, така кој го имаме во еритроцитите и служи за транспорт на кислород. Но исто така имаме нешто што се нарекува миоглобин, кој е како у наводници попроста форма на хемоглобинот, кој главно го имаме во мускулите, кој исто така се врзува со кислород, но има поголем афинитет за кислородот, но количински не може да врзе исто како хемоглобинот. Океј, и овој го има многу повеќе кај цицачите кои живеат во водна средина, например делфини и китови, кои што треба да искочат на површината, така за да земат воздух и потоа њурнуваат, така они не дишат под вода. Е сега за да го чуваат кислород подолго време, така не го чуваат се у бели дробови, него тој се складирал во миоглобинот во мускулите. Океј, значи тоа му е функцијата например на миоглобинот кај некои делфини и слично. Следни се липопротеините, кои што ни кажува самото име, липопротеин има протеинска компонента, има липидна компонента. Во ред, липопротеините се одговорни за транспортот на холестерол, триглицериди низ телото и главно протеинската компонента не врши никаков транспорт, едноставно протеинот е тука за да се поврзе со некои рецептори или ензими. При тоа, например, се поразува и активира липазата и сега ќе се намали нивото на масти во липопротеинот и така натаму. Не ни интересира сега тоа толку, едноставно ги спомнувам колку да ги имате слушнато. А други битни се трансферинот, кој учествува во транспортот на железо, целулоплазминот, транспортот на бакар, албумини, транспортираат најразлични молекули и слично. Така значи има многу голем број на најразлични протеини кои учествуваат во транспортот на најразлични молекули. Во ред, нешто сега со што сакам да завршам е мембранските протеини. И за ова многу повеќе говорам во клеточна биологија, односно цитологија, но генерално што треба да знаете дека постојат протеини кои што се вметнати во мембраната, значи трансмембрански, односно интегрални, имаме периферни кои што се прикачени на други протеини. Протеините како што имам спомнато се прикачени со шекери, градат гликокаликс, може да бидат прикачени со липиди, не е тука прикажано и така натаму и така натаму. Е сега, овие протеини кои што се на мембраната имаат најразлични улоги. Имаат транспортна улога, имаат може да бидат рецептори да праќаат сигнали, да бидат ензими, така да учествуваат во катализа, и ако се прикачени на мембраната, да бидат ензими, може да учествуваат во меѓуклеточна комуникација, тоа го разгледавме исто така претходно, така овдека беше, меѓуклеточна комуникација. И може да учествуваат како места каде што ќе се прикачува цитоскелетот на клетката. Во ред, нас сега моментално не интересира транспортот. Главно овие мембрански транспортни протеини се изградени од алфа хеликси, но некогаш може да сретнеме и бета плочи кои градат бета цилиндри, односно одредени мотиви. Океј. Сега во однос на транспортот, тие може да транспортираат овие мембрански транспортери една дадена молекула и тоа само во еден правец, може да транспортираат повеќе молекули во даден правец или пак повеќе молекули во различни правци, така што например хлор влегува, HCO3 излегува. Во ред, значи постојат повеќе опции, тоа повеќе во клеточна биологија ќе го објаснам. И овдека имаме најчест пример натриум калиумова пумпа, излегува 3 натриуми, влегува 2 калиуми. И ова е многу битно, но не е моментално од интерес. Така, значи сега моментално збориме за протеини. И за крај ќе спомнам некои други функции. Пример во градење на пајажина, иако ова всушност може да биде како заштитна улога, можеме таму да го вметнеме. Пајажината главно е протеин, иако има и некои други компоненти. Имаме, може да служат како лепило, има некои школки кои создаваат еден вид на лепак, кој е составен од протеини, така што се прикотвуваат за камењата или на која подлога да се. Нормално постојат уште многу други функции кај многу други живи организми, дали тоа се растенија, габи, животни или бактерии, но овие се главните категории во кои најголем дел од протеините припаѓаат. Така, значи или имаат структурна улога,
или учествуваат во катализирање хемиски реакции, или пак се дел од молекуларни мотори, учествуваат во движење, резервни протеини, адаптерни протеини, заштита на организмот, транспорт, стрес протеини, меѓуклеточно препознавање или пак регулација на некој си процес. Океј, тоа беше главно се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.